Ние во ова анализа која денеска ја презентираме, нудиме системски решенија базирани на европски стандарди и најдобрите европски искуства со цел да ја подобриме состојбата со слободата на медиумите. Сега прашањето е дали политичките партии сакаат вакви европски решенија. Ако постои искрена политичка волја, кај партиите до решенија можеме да дојдеме многу брзо. За жал, последните денови слушам разни изговори од некои политички партии дека немало доволно време за сериозни промени во медиумскиот систем. Заговараат политички пазар меѓу партиите, меѓу власта и опозицијата, кој нема да донесе поголема медиумска слобода, туку само поделба на влијанието меѓу политичките актери во медиумите. Во ЗНМ вакви аргументи нема да поминат. Ние тврдиме дека време за суштински реформи во медиумскиот систем има и можности за брзи решенија постојат. Све што треба да направат политичките партии е да се согласат со три европски вредности: дека политичката битка не се води преку медиумските реклами платени од јавни пари, дека МРТ е сервис на граѓаните, а не на политичките партии, и дека медиумскиот регулатор треба да биде независен и професионален за да може да ја гарантира независноста на електронските медиуми. Ако партиите се согласат со овие основни европски принципи, можат веднаш да започнат постапка за измена на медиумската регулатива, која може да заврши најдоцна до крајот на ова година. Предлагаме забрана на политичкото рекламирање во највлијателните медиуми, затоа што не сакаме медиумите да продолжат да бидат заложници на рекламирањето на богатите партии. Ако се забрани политичкото рекламирање, на избори ќе победат оние што ќе имат добра програма, а не оние кои имат најмногу пари за политичка пропаганда во медиумите. Нудиме решенија за деполитизација и департизацијата на македонската радиотелевизија и медиумскиот регулатор. Ова оценка е позната за вас од страна на Европската комисија и господинот Прибе. Програмски совет на МРТ не сме да биде под контрола на владеачките партии. Туку тој треба да ја одрази различноста на македонското општество. Ќе инсистираме регулаторот да се организира како совет, каде ќе бидат избрани независни експерти. Потребен е нов модел на финансирање на МРТ и медиумскиот регулатор, затоа што сегашниот систем е неефикасен. Без стабилен извор на финансирање на овие две битни институции, тие институции нема да имат институционална автономија. Сакам да повторам дека ЗНМ нема да биде дел од евентуален политички пазар меѓу партиите врз грбот на слободата на медиумите. Ако има таков обид, жестоко ќе се спротивставиме и ќе ги искористиме сите демократски средства да спречиме такви сценарија. Тогаш кога ќе имаме такви созданија, ќе го информираме нашето членство и македонската јавност и ќе ја побараме нивната поддршка да не дозволиме вакви решенија кои што битно нема да ја подобрат состојбата со слободата на медиумите во Македонија.